Доваѓам за сметки, за струја, за вода, за парно, за данок на имот. Помала провизијата, во банките повише провизија има него тука. Скопјанката Наде е една од ретките граѓани кои се уште одат на малкуте шалтери на Македонска пошта. Изгорената шалтер сала во главната дирекција пред 12 години е илустрација на вкупната состојба на ова некогаш успешно предпријатие, а сега загубар. Ова е шалтер салата која беше најоштетена во пожарот во 2013-та, кој го зафати главниот објект на АД пошта во центарот на Скопје и по повеќе од една деценија. Овој дел е само нем сведок за неажурноста на институциите кои доправа ќе интервенираат за да се финализира адаптацијата и реставрацијата. По пожарот кој го пеплоса објектот, што ја символизира постземјотресната издржливост на Скопје, неколкуте иницијативи за реставрација завршија безуспешно. Властите сега прават нов обид, за да овозможат активна и современа употреба на овој дел од главната дирекција на пошта, во што самото акционерско друштво сепак нема да се вклучи. Надлежноста ја има Министерството за култура и туризам. Реално ние немаме можност да се вклучиме финансиски, бидејќи се уште се бориме за тоа да видиме во подобра финансиска ситуација, но ќе се обидеме се што е од наша помош да им помогнеме да се среди, да се види како што беше претходно. Има план Министерството за култура како да се направи тоа и да се реставрира. Планот на Министерството е овој објект, кој е многукратно наградуван и дома и надвор, да го пренамени во мултифункционален комплекс. Конзерваторското одобрение е добиено минатата недела. Ќе следува постапка за издавање градежна дозвола од Министерството за транспорт, пошто ќе се објави тендер за избор на изведувач и отпочнување на градежните активности. Реставрацијата на шалтер салата ќе чини 16 милиони 522 илјади денари, пари што ќе ги обезбеди Министерството за култура и туризам преку годишната програма за заштита на културното наследство. Но не е проблем само шалтер салата. Во канцелариите на дирекцијата работат речиси 200 административци. Директорот Куртиши признава дека оваа бројка е преголема, додека другите работни места се празнат, а без систематизација тие тешко и дека ќе се пополнат. Во ова друштво кое континуирано работи со загуби, вработените земаат најниски плати во однос на другите институции. Куртиши очекува новите законски измени кои што се во тек да ја подобрат финансиската кондиција. Знаеме, трговијата во последно време, во последните години има голема улога. Значи, ние го губиме тој пазар, бидејќи нереалната конкуренција што имаме во нашата држава ни прави многу проблеми. А ние се обврзуваме да работиме според Агенцијата за пошти што ги дава регулативите. Недалеку од топлите канцеларии во главната дирекција, а веднаш под железничката станица, е сместен главниот центар за поштенски сообраќај Скопје 2. Врз купиштата пратки кои нема кој да ги достави. Постојано паѓаат капки дожд, секогаш кога има врнежи. Ни се пожалија вработените кои во тие денови треба да калкулираат дали ќе ја собираат водата или ќе ја работат својата работа. Зиме често се во јакни, а лете се трудат без никакво ладење да ги преживеат екстремно високите температури. Пред нашата камера посведочија дека некогаш од свој џеп плаќаат за средства за чистење со кои самите ги чистат тоалетите. Плата не можеме да земеме, К15 не доаѓа во предвид. Секој месец е истиот проблем. Застануваме до 15 чекаме се, во страв живееме. Толку години работаме, сме дале толку за оваа пошта и сакам, јас сум пред пензија да кажам, сакам да видам малце светло во тунелот, да знам дека ќе заминам со крената глава, а не да се срамам да кажам каде работам. Сузана матурирала во средното ПТТ училиште. Желбата да работи на шалтери се остварила набрагу потоа, а како што вели тогаш била и платена и ценета. Низ годините условите станувале се поалармантни, а пошта се почесто мета на кратци. Такво травматично искуство во еден навидум обичен работен ден посведочила и Сузана, кога крадецот ја држал на нишан. Почна да ги бара девизите каде се
Шефот ми вика, стани, не се кри, гледај, не излегува од поштата, мора да ги нешто да направиме. И јас кога застанав уште еднаш на шалтерот, тој повторно на нишан ме држеше. И ја отворив касата и морав да ги дадам парите. Ако до пред 12 на години кражбите биле чести, сега во пошта скоро никој и да не оди. Граѓаните ги користат услугите се поретко. Единствено исклучок се повозрасните. Па сум немал причина за да праќам нешто за сега. И поради тоа ретко. Сега ова ми е за Германија праќам за повраток на данок. Сите работа преку приватни пошти и воглавно обично ги земаме или ги носат дома или ги земаме од приватната пошта кај што му е седиште. А вака преку пошта се поретко и поретко. Многу ретко да ви кажам. Сега дојдов по пратка некоја, па ми ја вратиле, мислам не заради нивна причина, него ова заради наша, па одам сега да си ја пронајдам. Извештајот кој Заводот за ревизија го објави лани се однесува на 2023. Покажува дека од 2017-та друштвото се наоѓа во неповолна финансиска положба и во континуитет работи со загуби. Според податоците пак на Министерството за финансии, заклучно со септември годинава, АД Пошта на Северна Македонија има доспеани, а неплатени обврски од речиси 3 милиони евра.